Откако директорката ги пријави во полиција, пошто беа повикани на информативни разговори, родителите на учениците од училиштето Тодор Јанев во Чашка почнуваат правна битка. Ништо не може да ги спречи во како што велат намерата да го спречат незаконското работење на директорката Елена Николова. Ситуацијата во школото излегува од контрола со скандалозниот оглас за нови 6 работни места. Меѓу нив се бара и наставник по албански јазик. А згора на сето тоа било незаконски. Ова го утврдила и трудова инспекција. Ама скандалот не завршува тука. Имено, во петокот е распишан нов оглас за 7 работни места, кој трае само пола ден, а сабота и недела не се работни денови. Продолжуваме правно, значи веќе понеделнички имаме средба со нашиот адвокат. Ке ги оспоруваме и овие огласи затоа што се повторно незаконски објавени. Меѓутоа, кога веќе споменавте дека се незаконски, тука не е само огласот за наставник по албански, туку и останатите огласи, уште 5 плюс. Станува збор за готвач, станува збор за хигиеничар во производствени простории. Конкретно тие 2 огласи се бараат за во интернатот кој што е, како што спомена, веќе затворен. Наставник по физичко и тој оглас, значи сите кои што беа претходно објавени и кои се реобјавени во петокот, се незаконски. За каков вид на вработување станува збор и кои се причините за поништените огласи? Николова не одговори на нашите прашања. Правната битка, родителите паралелно ќе си ја тераат со протестите и бојкотот на наставата, од кои не се откажуваат, се додека директорката не биде сменета. Му порачаа на министерот Чакири дека не го прифаќаат неговиот предлог да има онлайн настава за училиштето после зимскиот распуст. Истото темпо и понатаму. Пред училиште ќе се протестира, до каде ќе стасаме ќе видиме, се надеваме дека ќе успееме. Во ово основно училиште веќе 5-та недела родителите протестираат поради неоснованото отворање на нова албанска паралелка. Според нив, отворена насилно и на незаконски начин.